Министерот за здравство Сашо Клековски изјави дека црвените светла во Гостивар се запалиле со задоцнување, па затоа од СДСМ сметаат дека тоа е најсилната потврда за колапс во здравството и бараат кривична одговорност. Министерот за здравство Сашо Клековски самиот призна дека црвените светла во Гостивар се запалиле со задоцнување. Тоа признание не ја намалува вината, напротив ја потврдува. Клековски призна дека институциите задоцнеле во реакцијата, но тоа не го кажа затоа што сакаше да ја соопшти вистината, туку затоа што веќе не можеше да ја сокрие неспособноста. Признанието на Клековски е најсилна потврда не само за политичка, туку и за кривична одговорност. Цел еден град е отруен и мора кривично да одговараат. ВМРО ДПМН реагираа. СДС Филипче и неговите другари шират лаги за водата во Гостивар. Со денови сведочиме како СДС на Венко Филипче и неговите другари шират лаги за скандалот со водата во Гостивар. И не само што шират лаги, покажуваат и непознавање на тоа како функционира системот и кој за што е надлежен, барајќи одговорност на погрешна адреса. Да ги информираме, ако не знаат, или да ги подсетиме ако заборавиле, контролата на квалитетот на водата ја прават надлежните локални институции. А локалната власт во Гостивар е на друштвото СДС, ДУИ и Арбен Таравари. Ке им повториме и во оваа прилика дека одговорност треба да побараат во своите редови. За почеток, кај личноста која тие ја кандидираа на локалните избори. На истата тема денес реакција имаше од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Опозицијата би препорачал наместо да ја зоврива атмосферата кај граѓаните, наместо да предизвикува хистерии, наместо да ја насочена кон уривање на се она кое што е видливо за граѓаните, а тоа е дека оваа влада навистина прави максимум од она кое што го начекавме, а начекавме тоа што начекавме. Навистина, јас би им препорачал да се фокусираат на доброто на граѓаните, ама искрено, не со хистерија. Зошто? Заради тоа што за дали на вонредни избори, дали на редовни избори, граѓаните се многу мудри и гледаат што се случува и ќе ги остават таму кај што се моментално уште многу години ако вака продолжат. Вака е еден добронамерен совет од мене до опозицијата.